Нема трамвај, ниту програма за спас наводно. Нема ни намалување на загадувањето во Скопје, но ќе се менуваат и мињата на улиците во главниот град. Лева патика, Медена земја, Дейвид Боуи, Куин се само дел од предлозите за преименување на улиците. Како предлози за улица да биде именувана по нив, се и личности од Призренската лига, идеолошкиот предвесник на голема Албанија. Па така, Скопјани би можеле да живеат на улица со име Призрени Имер, Шкупи Јашарбеј, Шуку Халим. Ако се изгласа предлогот во Скопје, ќе има и улица Нивици, а тоа е местото каде беше потпишан Преспанскиот договор, со кој го сменивме името. На листата од 571 улица за преименување се и новинарот Никола Младенов, пеачката Вања Лазарева, архитектот Живко Поповски, спортистите Благоја Ѓоргиевски Буштур, Атина Бојаджи, како и заменик градоначалникот на Скопје Енвер Малики. Меѓу предлозите се и писателите Славко Јаневски, Петре М. Андреевски, Блажа Конески, Владо Малески. Од град Скопје велат дека предлозите ќе се најдат на дневен ред на гласање во градското собрание на редните денови. Од вкупно 571 име, 479 се имиња на истакнати личности, од кои 79 се имиња на жени, додека пак останатите 92 имиња се имиња на поими кои означуваат поважни настани, топоними и други поими. Во дополнувањето на листата вратени се имињата на улиците од периодот на солидарноста и изградбата на повоено Скопје. Шилегов се пофали на социјалните мрежи, ке ги враќал старите имиња на улиците, а Минта трети ке биде Ленинова, Петре Пируза, Мексичка. Додека градскиот татко се фали како ќе ги смени имињата, социјалните мрежи вријат. Граѓаните велат, Шилегов треба да се занимава со реалните проблеми кои Скопје ги има, а ако сака да преименува улици, дадоа и предлози. Асном нека биде Преспански договор или бугарска администрација. Мој предлог за именување на улици. По една улица со име и презиме на осудените уставобранители. Се бришат улиците Филип II, Аминта III додавање Призранска лига. Граѓаните ќе треба да менуваат имотни листови, лични карти, ажурирање во УЈП, фирми и адреси. Преспански договор. Шилегов во трка со албански гласачи. Останува отворено прашањето, дали доколку се изгласаат промените на имињата на улиците, ќе треба да се сменат и податоците во личните документи на граѓаните и на фирмите, а тоа чини време и пари.